Драги мои, здраво! Време е за кафе. Овој пат ќе пиеме кафе во пицерија Палма заедно со нашиот денешен гостин Александар Николов, дипломиран дефектолог кој што има огромна заслуга за создавањето на дневниот центар во нашиот град за лицата со посебни потреби. Овој пат ќе поразговараме на овие теми. Останете заедно со нас. Александар, здраво и фала ти што одвои време да ни посветиш на нас. Здраво и благодарам на поканата и на вас. Ти си координатор на дневниот центар. Кога ќе посетиме дневниот центар за лицата со посебни потреби, забележуваме дека наликува на огромно царство во кое што е вложено многу љубов и трпение. Ајде те молам да ни раскажеш од самите почетоци, како одеше создавањето на тој дневен центар па до сега. Со кои се предизвици се соочувавте? За создавањето на дневниот центар голема заслуга имаат директорката на Центарот за социјална работа во 2002 Деса Христова и тогашниот актуелен градоначелник Илчо Илиев. Тие двојца луѓе допринесоа за да биде тој дневен центар во Делчево, бидејќи тогаш во тоа време имаше многу проблеми околу кои градови ќе бидат први градови, пилот проекти за отварање на дневен центар, така што Делчево беше и имаше таа прилика и таа можност да се отвори дневен центар заедно со 5 други во 2002. Тие беа први дневни центри, со проблеми или работни активности со кои се соочивме таму во тој дневен центар беа огромни и јас носев големи одговорности во тоа. Поминавме доста интересни првични моменти. Одговорноста која што ми ја доделија тогашниот градоначелник и директорката Деса Христова за мене беше огромен предизвик. Би сакал да дам едно појаснување. Имаме дневни центри за лица со посебни потреби, постојат дневни центри за лица, за стари лица, постојат дневни центри за лица кои што користат наркотични материи и различни други на форми на дневни центри. Под самиот поем дневен центар се мисли на дневна можност, место за организирање на одредена карактеристична група со одредени или проблеми, или место за организирање на животот на одредена популација или специфична група. Тој поем како дневен центар може да биде сретен во различни категории и на социјални проблеми или на некои други здравствени потешкоти. Кај нас е дневен центар за лица со умерено, тешко и комбинирани пречки во психофизичкиот развој. Какви се активности имаат лицата со посебни потреби во тој дневен центар? Активностите во дневниот центар се поделени на 3 групи. Имаме активности кон самите клиенти, активности кон семејствата и активности во заедницата. Причини што имаме полнолетна и малолетна група, имаме и таму внатрешна интерна поделба во делот на малолетната група. Имаме активности кои се насочени во нивниот, како што реков, психофизички развој или по-конкретно активностите ни се поделени на културно-хигиенски навики, елементарно описменување, каде што ги подразбира сите тие предмети од математика, усвојување на броеви, букви, слогови. Потоа имаме физичко воспитание, имаме ликовно воспитание, имаме музичко воспитание. Овој дел од програмата ги опфаќа и малолетна и полнолетна група, со таа разлика што возрастната група работи на усвојување на тие работни вештини и тоа би ги наброил сито печат, фотолабораторија, имаме црно-бела техника, машинско шиење, рачно ткаење и многу други рачни ракотворби. Тоа се отприлика тие активности кои што ги добиваат децата и возрастните во дневниот центар. Би спомнал дека многу значени за нас во дневниот центар ни се особено малата генерација, малата популација, на која посебно треба да се посвети многу повеќе внимание, бидејќи се во фаза на нивниот развој и период кој што не смееме да го заборавиме и запоставиме. Додека веќе возрастните деца кои што ги згриживме и на постари, на поголема возраст, се работи кои што некогаш и тешко можеме да ги промениме, не можеме да добиеме некој ефект доколку некој лице на 35 години, 34 години започнеме со буквата А.
или со неко елементарно писменување, броеви или нешто слично, бидејќи знаеме дека многу потешко ќе дојдеме и до резултатот во тој аспект. Меѓутоа, мора да внимаваме на нивниот однос во заедницата, значи треба да ги научиме како да се представат, да знаат каде живеат, да знаат да се ориентираат во просторот, во потесниот, во кругот, надворот, дневниот центар. Значи, мораме да ги научиме да внимава посебно во поздравување и поздравување на случајни минувачи и дури на некој начин можеби тоа е одговорност на другата популација, меѓутоа постојано ги учиме да не реагираат на навреди од другите. Значи, јас вака, како лично мое мислење е дека сите ние сме поминали некоја настава, сме биле во образование, кој повеќе, кој помалку, не е битно, малку битно е тоа. Меѓутоа, животот на еден обичен човек се сведе, значи, на тоа што е работа. Значи, од текот на работата поминува известно време со некои луѓе, од работата заминува дома, пропредно ќе сретне некој, ќе биде поздравен и времето поминато дом. Значи, кај тие лица, никој на улица не те праша дали знаеш да читаш, дали знаеш да пишуваш, дали знаеш да сметаш некои логоритми или некои математички операции, не знам, дали знаеш компјутери, кој дали те има и тебе прашано некој тоа. Значи, имаш поздрав, од поздравување, како си, шо си. Наједноставно. Значи, целиот ние тој процес кој што го работиме во дневниот центар, доколку што и да направиме, колку и да го научиме, способиме едно дете да знае, сето тоа може да пропадне во вода, доколку кога ќе биде на улица, ќе биде игнориран, ќе биде постојано регистриран, народно речено изгледан, може да се случи да биде презиран, исмеан. И во таа насока би сакал да кажа дека целиот наш третман без соработка со заедницата не носи успех. Значи, тоа е само општа слика за оние активности кои што се случуваат во дневниот центар. Активностите надвор од дневниот центар се сведени на прошетки во блиската околина, исто така на позначени места, атрактивни, например, во општина Делчево. Учествуваме на специјална олимпијада, која е на републичко ниво. Учествуваме на сите други манифестации, иако општина Делчево не ни нуди многу во тој правец, се со една цел за да бидеме видени и да видим. Јас лично сметам дека дискриминацијата или предрасудите на популацијата кон нив се само на тој начин надминува со постојана комуникација, со постојано регистрирање. Значи, станува збор за една различност помеѓу нас и нив, која различност јас се сметам за убавина. Убавината е во различноста, не во монотонијата. Знаеш, во текот на целата таа работа многу различни коментари може да чуеш. Значи, првичното отварање на дневниот центар беше пропратено зошто тука, зошто централно подрачје, зошто близу до школа. А самата поента на дневниот центар беше тоа, да биде во централно подрачје, да биде близу до останатите деца, се со една цел да се интегрираат, да се запознаат, да се дружат и да се разменуваат, да постои некоја комуникација. Јас па во оваа прилика морам да го спомнам тоа, дека целата нашата работа едноставно може да пропадне доколку заедницата доколку не бидеме разберени, доколку не бидеме прифанени од нив. Кога сме веќе кај активностите надвор од дневниот центар, значи имаме доста постигнување на многу резултати во атлетика, во кошарка, во фудбал, маратони, трчање, значи кои што се трофеи и кои што, како и секој друг човек, и тие чувствува триумфо на победата, на учеството, над преварувачкиот дух. Значи тоа се моменти во кои ги развиваа сите нивни чувства на партиципација во заедницата. И наравно во секој случај го споделат со своите другари во центарот или слично. Како дефектолог, како ќе ги дефинираш лицата со посебни потреби?
Значи, како дефектолог за да дефинирам кои се лица со посебни потреби, можам да кажам мое лично мислење дека лицата со посебни потреби се истите лица кои што сме и ние. А това е во суштина лица со посебни потреби е само термин кој постои да обележи една група на граѓани кои има поспецифична потреба. Јас на тој начин би ги објаснил. Спомнуваа се различни термини, тоа го има во книгата која што ја скоро изнесовме, како хендикепирани, ментално болни, идиоти, имбецили и несакани термини кои што може да се чуе, но нам тоа не ни пречи. Значи, грнче викајме, не кршиме. Значи, многу ни се поважни тие работи, да не бидеме повредени, нашето достоинство и нашето постоење да биде негирано, отколку како ќе бидеме наречени. На друг начин кој би го дефинирал лицата со посебни потреби, кои се тие лица, значи това се лица кои имаат најмалку направено лошо во заедницата, во републиката или во општеството, како и да го речете. Значи, ниту одлучуваат, ниту се во некои извршни власти или не знам како. Имаат право на глас нормално, но ефекти кои може да предизвикат лошо на општеството нема направено. Кога пак би се обиделе да го објасниме тој поим на лица со посебни потреби, значи тоа се истите тие, како и ние, кои имаме биолошки потреби, социјални потреби и ништо повеќе. Луѓето ги носат тие квалитети со нив, се развиваат со тие квалитети и треба да се потрудат да ги задржат тие квалитети со цел да го и ние усетиме бенефитот на тоа. Ние како лица со посебни потреби или како јас представник на таа групација да биде, значи она што го бараме, да биде толерантни спрема нас, да постои поголемо разбирање, не сожалување во никој случај, туку едноставно рамноправни граѓани во нашата заедница. Важиш како обожаван меѓу лицата со посебни потреби таму во дневниот центар. Ајде да ни кажеш која е тајната. Па не постои никоја голема тајна, значи дефиницијата е според мен едноставна. Агресијата раѓа агресија. Доколку бидеш спрема некој агресивен, нормално дека ќе очекуваш да ти биде вратен. Ако дозволиш да му придеш на некој, ако му пружаш нежност, љубов, внимание, мораш това и да го очекуваш назад. Повратното е тоа, акција и реакција, ништо посебно. Меѓутоа, мораш добро да го запознаеш на лице, да соживееш со неговиот проблем, да го осетиш неговите можности или потреби и да допринесеш во нивниот развој. Значи, ние сегош тргнуваме од тоа што едно дете може, а не за тоа што не може. Мораме да гледаме позитивно, а не негативно. И на тој начин мораш да воспоставиш комуникација, мора да изградиш доверба кај него прво, дека си ти тој што се грижи за него на некој начин и што е лице кое му е сегаш на дофат. Мораш да воспоставиш физички контакт, да го допреш детето, едноставно да го почувствуваш, да те почувствува тебе и на тој начин се гради една меѓусебна доверба која после поминува во почитување или љубов заедно. Јас искрено ги сакам тие деца таму и ми е мило што сам таму и ќе направам се за нив доколку мога да во тие рамки да ги вклуча во нивниот нормален живот или во таа средина. Това е моја задача најверојатно, така го сваќам и со тоа ќе живеа барем известно време додека сам таму. Предрасуди за лицата со посебни потреби во општеството има, меѓутоа некогаш тие предрасуди потекнуваат и од самото семејство. Родителите не можат да сватат дека имаат лице со посебни потреби, а знаеме дека е многу важно, значи да се почне со третман кога лицето е помладо. Дали имаме такви случаеви овде и кај нас во Делчево? Да, значи има вакви случаеви во општина Делчево и поголемиот број од сите случаи се тоа, значи доаѓа до момент кога родителите семејството треба да се соочи со една информација која ќе им биде пренесена зависно од лекари и наставници дека детето има одредени проблеми. Но во тој случај она што недостасува не само во Делчево, во цела Македонија е начини или механизми или инструменти на кои ќе се овозможи еден пристап до семејството
од аспект на стручност и од различни профили кои ќе дадат една сигурност, една надеж на това семејство и кој ќе влијае на градењето на врската, на релацијата во самото семејство, да не дојде до некои посериозни нарушувања на семејните односи, поточно развод. Не би коментирал дека е проблемот, значи па е во секој случај во институциите, во организацијата или преструктурирањето на некои институции, кој е за мене приоритет кој мора да се преземе. И од страна на Министерството за труд и социјална политика, здравство, подрачните единици на центри за социјална работа и тоа. Мислам дека тоа е број 1 за третман на лица со посебни потреби. Покрај раниот третман, она што недостасува на општина Делчево, што секој ќе дам свои напори да дојдеме до развој на овие услуги, се логопед, просторија за физикална терапија и сакам да покренем иницијатива за формирање на група која ќе реализира категоризација во општина Делчево. Значи тоа е еден голем проблем кој прави комплетно поместување во однос на услугите, бидејќи од пракса и она што се случува во дневниот центар имаме деца или лица кои што имаат по 3-4 наводи мислења, каде што пишува лесно, умерено, тешко, па потоа се враќа на лесно. Проблем кој што не е лоциран во професионалноста на луѓето кои што ја даваат таа категоризација, туку е проблем кој што обично произлегува од самите потреби, дали на семејството, дали на родителот, дали на детето, дали да биде запишено во училиште, дали да биде запишено во дневен центар или вработено. И мислиме дека на тоа веќе е време да се стави крај. Во една прилика, на еден состанок во Скопје, каде што беа тие авторитети кои што ги претежно лекари, кои што ги издаваат овие наводи мислења, значи имаше од комисијата од ШТИП, од Скопје, бевме во една ситуација, на конфликтна ситуација, каде што јас ги изнесов моите ставови дека таа е огледалото или документот со кој едно дете треба да го следи целиот негов развој. Дојдовме во една ситуација кога комисијата за категоризација од ШТИП ми рече од сега, вие во баш Делчевци, кои што ми праќате најмногу луѓе со најмногу врски, овие привилегии нема да ги користите. Само им одговорив дека да, тоа беше мојата цел да го постигнам, да не користиме никакви привилегии, туку да добиваме вистинската слика или вистинскиот наод за едно лице. Александар, пред самиот крај да ни кажеш кои се вашите следни проекти, што се планирате да направите друго за лицата со посебни потреби? Оваа година и 2010 планирам интензивирање на поголем дел од активностите, како што спомнав. Значи, поголема соработка со општинската власт во развој на поконкретни сервиси, услуги за тие лица. Значи, сакаме да го заживееме клубот за социјална инклузија кој е лоциран во културниот дом. Сакаме да биде место за организирање на живото на лицата со посебни потреби заедно со деца од останатата популација во интегрирани активности. Со това ќе добиеме попладневните активности, лицата со посебни потреби поминат релаксирано и споделено со своите врснаци од другата популација. Второ што сакаме да направиме е да го заживееме подолго за останатиот проект, значи Зеленилото, парк Зеленило во позади бината. Еден од неуспешните проекти на нас. И исто така сакам да дам огромен допринос затоа што можам, барем во овие моменти, користејќи ги познавањата и пријателствата од одредени невладини организации и фондации, значи сакам во Делчево да отвориме мал групен дом. Значи тоа е дом каде што ќе живеат 4 до 6 деца со посебни потреби и за кои ќе се грижат 4 до 5 зависно лица персонал, оспособени лица, социјални работници, психолози, педагози. А тоа ќе бидат деца повлечени од Демир Капија или други институции во Македонија. Значи, процесот на деинституализација и интенцијата е да се
затвори оваа институција, едноставно да се извади што може поголем број на деца и со тоа мислам дека ќе ги искористам моите можности за да Делчево добие и еден мал групен дом. Други проекти поголеми, значи нема. Она што го планираме е да продолжиме во континуитет, поголем интензитет кон јавноста за нас, да сме поприсутни во заедницата, да учествуваме на поголем дел од манифестациите и надам се дека и Делчево како општина ќе се развие и ќе дава поголеми можности за културен развој, а во исто време и присуство таму. Она што следи е исто така една театарска представа која тоа иде преку невладина организација, која што ја организираме, значи веќе почнува од март, ќе трајде до 31 декември. Во октомври ја очекуваме и премиерата на представата овде во Делчево. Целта на представата е, значи, ќе учествуваат млади актери и неколку лица со посебни потреби, а е наменета за повозрастната публика со цел да пренесеме или да го поттикнеме или да ја подигнеме јавната свест во заедницата. Представата е планирана да се реализира во повеќе градови во Македонија, а најверојатно и цела Македонија сакаме да ја покриеме доколку имаме добар изработено проект. Александар, фала ти многу што одвои време да пиеш кафе заедно со нас и ти посакувам сите проекти кои што сте ги испланирале во иднина да ги реализирате. Благодарам и на вас.